Обилните врнежи од дожд во претходните денови го наполнија коритото на Козјачка река во општина Карбинци, при што дојде и до бутање на поставениот мост. Општина Карбинци има еден главен мост кој е наменет за пешаци, но и за возила. Во план е изградба на нов мост, меѓутоа ковид пандемијата го остави на пауза овој проект за цели 7 месеци. Со самото тоа, за да им се излезе во пресрет на граѓаните, се направи еден пешачки мост, поставен на Козјачка река, во самото корито, со што се скратуваат околу 600 до 1000 метри, за да не заобиколуваат граѓаните и побрзо да стигнат на нивната посакувана дестинација. Меѓутоа, зголемувањето на нивото на водата доведе до негово паѓање, односно сега представува опасност за поминување. Граѓаните на општина Карбинци не сакаат да зборуваат пред камера, бидејќи како што истакнаа, ова не е нов проблем, но никој не им помага. И претходно, односно на секој пообилен дожд, доаѓало до ваков проблем. Барале помош од надлежните, но помошта само се ветувала, а никако да се реализира. Во најави дека престојат снежни денови, а мостот останува накосен во реката. Одговор за проблемот побаравме од градоначалникот на општина Карбинци Насеф. Во моментот во село Карбинци има единствен мост, тоа е мостот кој што се наоѓа на регионалниот пат и тој мост се користи за влегување и излегување на жителите во самото населено место Карбинци. Во 2018 година општината обезбеди некаде околу 22 милиона денари за изградба на нов мост. Мостот е во фаза на изградба. Моментално имаме застој некаде околу 7 месеци поради пандемијата од COVID-19. За овој период направивме еден премин преку река во самото речно корито за ниски води, значи кога е мал водостојот на реката, овој премин се користеше за поминување на луѓето. Се скратува, значи некаде од 500-600 метра до 1000 метра во движење. Тоа е во долниот дел од населеното место Карбинци. Еве, нормално јас ги разбирам жителите на самото место Карбинци, поради зголемениот водостој на река Козјачка, овие 2-3 дена овој пропуст или да кажеме премин преку реката не е во функција и е забранен и од наша страна ради зголемување на безбедноста на луѓето. Се очекува во наредните неколку денови овој премин преку пешачкиот мост поставен во самото корито на Козјачка река да биде повторно способен за минење преку истиот во преговори со изведувачот. Исто така изведувачот заклучно со 30 јуни оваа година, односно со продолжен рок од 6 месеци, има обврска да го заврши веќе најавениот мост кој ќе им служи на сите жители на општина Карбинци, истакна Насеф.